Со свеќа во рака и молитва кон Бога, верниците денес го чествуваат големиот христијански празник Успение на Пресвета Богородица, или во народот позната како Голема Богородица. Здравие, среќа и мир си посакаа сите посетители на црквата во Штипско Новосело, кој ги имаше во голем број на утрешната литургија по повод истоимениот празник. Почитува се, да, треба да се почитува. На вај ден да има само здравје, среќа и мир. На сите Господ да дава и Богородичка да се молат да ми имаме мир. Се најдобро да се живи и здрави. Здравје, среќа и љубов. Во голем број беа и верниците кои по двеседмичниот пост денес зедоа приче за здравје и спасение. Па здравје, мир, трпение, спасение, да има мир, здравје, љубов меѓу народот и на цел свет. Кој ќе го прославите денешниот ден? Пости си со Господ напред да се пречеста, се убаво и кога си идеме дома да се однесеме душевен мир. Оти Бог го сака мир. Дека има мир, има се. Што мислите колку постат луѓето денес? Дали се почитува доволно или мислите треба да се повеќе? Сега има млади. Повише млади него ли по-стари. И фала му и слава му на Бога и така треба. Само треба Бог да ни избиструва повише уму на сите да нема така што вика дезабит, љубомора и дури некои се прашуваат како можеш така смирено. Викам ја не ќе соучесник да бидам на никој. Бог не вика така. Бог вика да се соединеме, а не да се разделуваме или да се бреќаме, да се изсмеваме или било што. Бог вика пофали го човек, ако не друго еден осмик да му подараш. И убав збор. Ќе запалите ли свеќичка еве за здравје? Ќе запалам живи здрави за сите. Палам ја една на Исус, на Пресвета Богородица и, например, сега кој празник е. И си ги кажам имињата на цела фамилија, на нашата фамилија, на синчето на фамилијата, на ќеркичката и така. За многу години. Амин. Инаку Успение на Пресвета Богородица или Голема Богородица е значаен христијански празник кај православните верници, католиците и протестантите, посветен на смртта на Марија, мајката на Исус Христос. Христијаните веруваат дека како и Исус, така и Богородица по својата смрт воскреснала и заминала на небото, како со душата, така и со телото. Оттаму и називот Успение, што значи искачување.